Добро вечер. Државно-владиниот двоец Пендаровски и Заев се врати од Брисел и од Берлин. Замина со ист став дека Македонија ги исполни ветувањата, ги презеде ризиците, ред е на Европската Унија. На моменти таа реторика изгледаше прилично ултимативна или прилично исклучива, но Туск, мислам дека предизвика студент Туш со тоа дека нема се уште расположение кај дел од членките на Европската Унија да се определи цврст датум. Меркел денеска со пренесено ветување дека кон крајот на септември или почетокот на октомври Бундестагот ќе даде пас за започнување на преговорите со Европската Унија. Заев замина за Берлин со, речиси, таксативна исклучивост. Што би можело да се случи доколку во Берлин не се добијат било какви гаранции за сигурност на добивање на датумот за преговори и почеток на преговорите, иако датумот не значи по автоматизам и почеток на преговорите. Мои вечерашни гости се Владко Ѓорчев, пратеник од ВМРО ДПМН и професор Љубомир Фрчковски, еден екс-министер за надворешни работи и долгогодишен последуваш на надворешно-политичките движења и особено реперкусијата врз внатрешните состојби. Моето прво прашање за двајцата е зошто толку рокот стана мотив за оваа цела ситуација, ќе не биде или нема да не биде, ќе го биде Заев или нема да го биде, дали го исполнивме ветувањето и сега Европа е, како што обично велиме, недоверлива или уште по лошо своевидна. Ајде не го потребам зборот. Лесен морал. Лесен, да. Фрчковски. Па не знам, јас еднаш-два пати реков дека тоа бркање на датум е малку патетично изгледа, можеби има некоја друга партиска логика внатре позади која ние не ја гледаме, меѓутоа малку изгледа чудно тоа ултимативно фаќање датум. Имам разбирање за жестокоста на владата која сака се покаже дека се труди да го избоксува максимумот. На моменти тоа изгледа, тие закани изгледаат малку патетични, бидејќи не верувам дека европјаните се нешто посебно засегнати од тоа дали наши веќе се самоубијат, да речеме, ако не добијат датум. Но во секој случај смета дека треба да се истрошат до крај. Тоа изгледаше така, трошење до крај. И издобија тоа на крајот што сака, ако не во јуни-јули, тоа е септември, октомври. На крајот на криста тоа не значи ништо, де факто. Тој аспект почнуваат преговорите на декември-јануар. Тоа трае после 4 години, така натака, во принцип е тоа ништо, де факто. Но тоа стана некаков јадец, во кој несрекна опозицијата се заврзи, бидејќи тие па палат огин во сопствена куќа внатре, се фаќаа за датумот, као да тоа се ако не се добија, тоа е пад на Заев и пад на политиката. Тоа е тажна ситуација. Меѓутоа, мислам, ако се сведете на тоа е тажна ситуација, но мислам дека во принцип ние добивме како земја, можеби нека гарантира како земја, тоа отприлике што го сакаме. Оваа година НАТО, почеток на Европска Унија, и тоа е во главном тие главни линии, главни магистрали се окей. Ако го трнете ова на страна, велам оваа патетика која беше малку проследена и драматична тука, и сеир гледавме малку со неа. И сега останува да завршат некои работи кои се битни околу политиките владини внатре во земјата и веројатно околу тоа ќе бидат концентрирани. Растеретени сме веројатно од предвремените избори, пошто тоа е изборите се зафркната работа, тоа е 4-5 месеци е блокада целата држава. И сега ако трнете во овој процес, дури да е партиска процена дека може да ги добијат во оваа гужва, пак е тоа блокада која не знам дали е паметна. Добро е што се тие сега малку на страна и одиме натака во внатрешните реформи и тоа е добро, тоа е добро. Добро, Владко Ѓорчев, денеска средба со представници на германскиот Бундестаг. Јуратовиќ шеднаш потврдува дека не знае дека германската влада се противи на проширувањето. Сепак, има одреден степен на резерва. Што избоксува Заев во Берлин и кои би биле реперкусиите на домашен план? Па, Зоран Заев во Берлин не избоксува ништо.
доби ново одлагање и едноставно се покажа, како и за многу теми, дека не ја зборува вистината. Значи, ние имавме јасна изјава пред една година, имавме селфи слики во авион, дека отпочнуваме преговори 2018 година во јуни. Значи, Зоран Заев пред нас, пред мене, пред пратениците, кажа почнуваме преговори во јуни 2018 година. Сега не е јуни 2018 година. Една година потоа, преговорите не се почнати, денес беше во Берлин. Мислам дека апсолутно не е добар знак, туку напротив. Лош знак е што немаше заедничка изјава со Ангела Меркел, за која што мислам дека беше добар домаќин, која што во недостаток на пофалби кон Македонија, пофалбите се веќе изречени, беше доволно културна, доволно дипломатична, доволно воздржана, за да не може да изрече голем број на пофалби, затоа што тие не се заслужени. Значи, германците Има се... една друга перцепција. Со прилична критичка димензија на патетичноста на Заев. Ова сепак, у последните 12 месеци Заев и Меркел 3 пати средба. Меркел е тука, дури и под пресијата на Заев или ќе ни дадете или ќе си отидам, Меркел сепак го уважува и го прима. Дали тоа на одреден начин не е внатрешна и надворешна манифестација дека Германија не се откажува својот концепт за проширување кон Западен Балкан? Германија не се откажува од европското единство, затоа што гледате дека во овие меѓународни констелации европското единство е проект кој што не е завршен. Гледате, пред наши очи се одвива Брекзитот. Преговорите со Турција се полого време закочени. Мислам дека таму нема да има во скоро време отварање на преговорите и интензивирање на комуникацијата. Односите со Русија, Европската унија визави Берлин или преку Берлин исто така се оптеретени, така што во овој момент Европа сака да се концентрира на Западниот Балкан, сака да има напредок и во Албанија, и во Србија, и во Црна Гора, и во Босна и Херцеговина, и во Македонија и на Косово. Но во случајот на Македонија, освен она што Зоран Заев го направи со промената на уставното име, референдумот и сето она што го видовме во собранието, нема со што друго да се пофали. Затоа што тоа, да, е главната вест изминативе година дена во европските градови која станува збор за Македонија, но тоа не е единствената вест. Кога ќе се видат другите вести, на вистина има еден куп лоши вести. Сега само еден пример би кажал. Значи, кога германската стопанска комора, а во Германија се цени германската стопанска комора, и тоа како, ќе даде оценка дека перформансот, оценката на владата е нула. Значи, и на владата, и на сите 28 министри на Зоран Заев, тогаш тој сигнал Чомовски се слуша и во Скопје, но се слуша и во Берлин, се слуша во Минхен, се слуша во Хамбург, Требаше добро да ги читаме и во Франкфурт. оценките на низиниот специјален представник во Македонија, Така кој е. после сумарумот го кажа корупција, премногу непотизам, исто заостанувате за реформите. Но, ќе се вратиме на тоа. Професоре, сега има една ситуација во која, како пак да се враќаме на дали сме оставени, и дали ние ќе бидеме некаква, условно да кажам, колатерална штета во судиот меѓу Париз и Бон и сега и Холандија, одвојување или заедно со Албанија. Холандија денеска донесе резолуција која го врзува премиерот дека за Македонија да, Албанија никако почеток на преговори. Дали е тоа сега новиот, да речем условно, балкански Брекзит, ем не сакат, ем не бутаат? Не, знаете, поедноставна е сликата, независно од натрепартиските тензии и обиди да се фати некаква позиција на критика. Македонија во таа смисла најдобриот случај во регионот, тука нема дилема, мислам, и во надворешната политика, и во економскиот перформанс, без дискусија, и они немаат, ја не сум слушнал ни една сериозна политичка критика на сериозна земја дека Македонија тука нешто статус кво барем ја. Тука сме ние во секој случај во надворешно политички план број 1 во целиот тој круг Србија, Црна Гора, Босна, Косово, Албанија. Сега, врската со Албанија е точно непријатна за нас, бидејќи ние сме битно подобри од неа. Не е лоша и за одбивање тезата на
која се прошири низ медиумите, дека германското врзување на Албанија со нас има една идеја да не се остави една од земјите кои имаат, условно кажам, муслимански бекграунд надвор од играта, бејќи Турција, Косово и Босна ќе останат подолго надвор. Се Албанија ако остане, ќе остане пораката практично и сите муслимански земји се надвор од игра, иако Албанија нема да се третира како муслиманска земја. И тука има една тенденција да се поврзе со нас и ако може тој пакет да се избука, што за нас е непријатен, бидејќи ние навистина сме битно подобри од неа, тие се во политичка криза во овој момент. Ќе видиме тоа како ќе се одвива, но ја немам двојба дека ние без некоја паника, без некоја галама, од есен почнуваме со датумот и со преговорите, останува нормално еден круг на реформи, тука немаме дискусија, но главните политички линии во Македонија, сите кои живееме тоа го знаеме, и во демократска смисла, и во економска смисла, да не зборуваме во надворешно политичка смисла, се драматично подобра изведба, условно кажам, политичка од режимот кој го имавме претходно, една нова ситуација сме практично. И тоа се ќе доведе на некаков резултат и мислам дека економските параметри, барем кај нас од 4,1 порас на GDP, тоа е значаен придонес. Значаен придонес кој прв пат во економијата воведува еден нов воздух, сите го чувствуваме тоа на некој начин, и падот на невработеност и така натаму. Но мене ме интересираат повеќе реформите во образованието и во правда. Во овој другиот дел не сум експерт и можам од надвор да го гледам тоа. Мене ме интересира како ќе ја изведат до крај реформата во судењето на криминалот од претходниот режим. Тој процес мора да заврши. Тој процес мора да заврши дури и иако ВМРО-ДПМН е несрекна од тоа, нив ќе ги ослободи тој процес. Тој процес мора, тој дел од групата мора да отидат у затвор. Таа етапа мораме да ја завршиме, за да можеме нормално политички да се консолидираме после тој процес. Тој мора да заврши. Тоа е по моје мислење следната етапа во Македонија која е битна. Се чини дека тоа станува едно од главните абери кои треба да ги примеме. И сите не предупредуваат криминал, сега тоа го детектираме како криминал во високите кругови. Малку преурането ми ја наметната темата околу судбината на СЈО, но ајде го разрешиме тоа. Денеска Рикер и дел од комисијата на Американскиот сенат, кој разговара меѓу другото и за протоколот за НАТО, предупредуваат дека и да нема решение за СЈО со Катица Јанева, СЈО мора да има нов специјален обвинител. Дали сега тоа значи, заедно ве прашувам, дека сепак судбината на СЈО е определба во битката со организираниот и криминалот на високите кругови. Што е вашиот став? Со оглед на тоа дека така наречените политички групи го завршија тој дел на меѓусебно согласување? Видете, и граѓаните на Македонија и меѓународната заедница очекуваат од режимот на Зоран Заев да почне да се бори против мангупите во сопствените редови. А тие се прилично намножени, особено ако ги гледаме последните неколку месеци. Значи нема град во Македонија, нема чаршија во Македонија во која што не се знае кој што прави. И да, ние можеме да зборуваме за ланскиот снег, за прекланскиот, за пред 3 години, 4 години или 5 години. Но проблемот е што ние сега, додека во моментов зборуваме, народот и граѓаните на Македонија знаат што се случува. И тоа е причината заради која што кандидатот на СДСМ загуби во 40 на општини на председателските избори во првиот круг. Во 40 на општини, вклучувајќи го и Скопје, вклучувајќи и Битола, загубија во Прилеп, загубија во Штип, загубија во огромен број на општини во Источна Македонија, во Кисела Вода, во Газибаба, во Ѓорче Петров и еден куп населени места. Значи, ако е вашата детекција заедно со граѓаните дека гледаат криминал. Апсолутно не гледаат, го чувствуваат. Добро, го чувствуваат. Сега, предполагам дека го почувствува и криминалот на претходната власт. Јас вас ве прашувам, односно Сенатот денеска вели, сад ќе бараат нов специјален обвинител ако не се продолжи мандатот на сегашниот. Тоа значи, кое решение е за вас
во битката со криминалот на високите кругови и на претходната власт и на, ако вие детектирате, и на актуелната власт? Па треба да дојде предлогот по одредовите на опозицијата. И самиот Зоран Заев, кога беше во кампања 2016 година, кажа дека обвинителот треба да дојде од редовите на опозицијата. Оној момент кога стана премиер, оној момент кога Македонија се повеќе станува заробена држава, во која што одредени луѓе се возат во Мајбах и во Бентли, буквално, одеднаш не сака да има... Не ми одговарате на директно на прашањето. Кој е ставот за СЈО и за битката со криминалот во високите кругови? Ако имаме решение кое што ќе биде на предлог на опозицијата и луѓе кои што ќе се занимаваат со она што ни се случува пред очи, секој ден имаме во Скопје запалени автомобили на паркинзи. Никогаш сме го немале тоа 30 години наназад. Тогаш можеме да зборуваме. И уште една важна работа, Чумовски. Македонија има и обвинител и обвинителство. Обвинител кој што е на предлог на Зоран Заев. Не може борбата против организираниот криминал во Македонија да се редуцира и да се сведе на тоа што не знам се фатил на некој пат или во некоја патрола градоначалникот на Ново село Боро Малборо. Значи треба да се види што работат градоначалниците на СДСМ. Министрите Заев пред 2 години ни рече дека има истраги против двајца негови министри. Каде исходот од сето тоа? Мила Царовска вели дека директор во нејзиниот ресор проневерил дека си исчезнале 19 милиони евра. Никаков исход нема. Секој ден гледаме скандали, секој ден гледаме автоголови, секој ден гледаме прекршување на законите. Значи, Чумовски, и на Американскиот сенат, а и сега на решението, ја прифаќам се, со нов специјален обвинител ако за ова нема решение. На Македонија треба правда. На Македонија треба правда, затоа што Македонија е општа земја во која што имаме голема неправда. И знаете, може некое време, како Зоран Заев, што тоа убедливо го прави, да ги лаже неколкумина. И уште повеќе, па дури и сите. Но не може цело време да ги лаже. Значи, внимавајте само, Чумовски, погледнете како постепено се менува сликата после неколку средби во Берлин. Верувам дека тие средби на Зоран Заев во наредниот период ќе се проречат. Ќе се проречат и средбите со Европската унија. За да затвориме. Професоре, што значи ова сега? Останува сепак тезата дека Сенатската комисија за надворешни работи ја нагласи потребата од реформи и владење на правото и продолжување на битката со криминалот во високите кругови. Тоа значи дека СЈО како обвинителство е орган, институција која направила можда најзначајни политички потези во целиот овој транзиционен период на промена од еден авторитарен режим кон една демократска структура и дека најдобри резултати покажала. И целокупната заедница, не само американците, целокупната европска заедница се врзува за нив пред се. Сега, инсистирањето тие да бидат донесени низ начин како во пржинската влада, тоа значи со консензус општ, ги врзува работите. Меѓутоа проблемот со тој консензус е што разговарате за консензус со партија чиј единствен императивен дел да ги спаси своите луѓе од затвор. Тоа се половина од раководството во затвор и уште една третина веројатно после истрагите околу организаторите на 27 исто така во затвор. Сега гледате, имате императив кој ја блокира во нормално правење на консензус, кога политичкиот императив, да речеме, е правда или праведност во државата. Они имаат императив спасување на своите луѓе. Не можете да добиете на најнормални работи консензус, договор. Тука се блокира приказната. Она што мислам дека Заев го прави е да ја исцрпи можноста на консензус со опозицијата и да покаже дека таков не е возможен и потоа да бара двотретинско мнозинство вон консензусот со опозицијата, со овие 8 пратеника и целокупната група, бидејќи законот сепак ќе мора да го донесат они во еден момент, краен момент, тоа значи јуни негде, тоа е овој месец на крај, и тие веројатно така ќе се обидат да го затворат тоа. Не знам дали со истиот кадровски состав, но СЈО како такво е орган кој имаше најдобра изведба во основа. И незината завршница е сега. Значи, главните голови сега треба да завршат. Сега не можете на ниеден начин никому да објасните дека тоа е проблемот. Сега, нормално дека криминалот од периодот на 11 години претходно е огромно поголем од, да речеме,
непотизмот лево и десно денска, викам дека го нема, како може да го нема власт таква една, но тоа е, знаете како да споредувате диносаурус со глувчињата кои се разлетале сега низ куќата кога нема мачот. Значи во таа смисла истото тоа обвинителство има императив да го гони секој криминал, но он мора да го заврши овој гигантски кој не држи како соловна топка врзани за дното. Тоа мора да го заврши. Јас сметам дека тоа ќе биде, независно од реториката на опозицијата, на нивна главна радост, на наша секако, пошто сме ние паталци од тој режим, али на нивна, они ќе се ослободат од нешто што не можат политички да се ослободат, а тоа е врската со Груевски и со таа црна сенка што тој ја фрла на раководството. Со едно друго раководство, веројатно, може поинаков политички договор и консензус да се прави, независно што сите ќе останат да се борат за своите агенди, тоа останува во едно плуралистичко општество. Поштовани гледачи, Љубомир Фрчковски, универзитетски професор и Владко Ѓорчев, пратеник, се во студиото на тема што после Берлин и Брисел и пред неделното заседание на Централниот одбор кога СДСМ ќе решава за решенијата што би ги извел Заев и владата после добиените абери од Брисел и од Берлин. Останете со нас, малку реклама и потоа се враќаме за клучното, меѓу другото и за прашање кое не става во контекст. А тоа е, од една страна, некаде попуштаат по луѓите на добрососедство, од друга страна се затегнуваат односите меѓу Скопје и Софија, особено кога министерката за надворешни работи прашањето на Гоце Делчев ќе го издигне на ниво земете или оставете. Неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов 50-инчен 4K Ambilight Philips телевизор со Philips Hue Smart осветлување. Добро познатиот вкус на пелистерка, збогатен со силен вкус и арома на лимон. Пелистерка Bitter Lemon. Идеална доза свежина. Супер понуда за супер недела во Тинекс. Скараджиски колбаси 1 килограм за само 185 денари. Кулен Джокич 1 килограм за само 379 денари плюс 50 поени. Осоговско овчо сирење 1 килограм за само 219 денари плюс 50 поени. Сладолед Церма 900 мл за само 115 денари плюс 50 поени. И шампон за коса Head & Shoulders 360 мл за само 168 денари плюс 100 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Прилагодувајќи се кон потребите на своите купувачи, Кристина Дамил ги состави италијанските брендови Natuzzi Editions, Caligaris и Ego Italiano на едно место. Нивните производи со својот модерен дизајн, висок квалитет и удобност се достапни во ексклузивниот салон за мебел, лоциран на булевар Ѓорче Петров 146 во Скопје. Намената на мебелот е да ви пружи задоволство. Дозволете да ви го возможиме тоа. Најубаво е тоа што имаш слобода. Никој на ништо не те обврзува. Ако ти е окей, супер. Ако не, раскинуваме. Раскинуваме. Го раскинуваме договорот. Аха. Фала. Врска без обврска. Нов мобилен оператор на Телекабел. Неделната понуда во Тинекс, збогатена со понуда плюс за супер викенд. Тиквица 8 денари парче, праски 33 денари, свински кременадли 229 денари, свински врат 215 денари. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Добро познатиот вкус на круша и уште подобро познат квалитет на пелистерка. Пелистерка газоза. Идеална доза традиција. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 пробио. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надоеност. Диа-100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството, за индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
сите ваши сметки и плаќања на едно место и со еден допир. Бесплатно мобилно банкарство. Евростандард банка. Секогаш на дланка. За вашето осигурување не размислувате често, но секој ден живеете со спокојот што ви го дава. Осигурете ги вашето здравје, домот и автомобилот и заштетете до 40% со новиот пакет Триглав Комплет Плюс. Триглав осигурување. Само за вас, од 10 до 23 јуни, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Новосадска салама 1 килограм, 199 денари, плюс 50 поени. Екстра сладолед, 99 денари, плюс 100 поени. Пиво Мулер 500 мл, 36 денари, плюс 40 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Фрчковски и Ѓорчев во отвореното студио продолжуваме дебата околу тоа што би можело да биде евентуалниот расплет или компликација на внатрешно-политичката состојба по посетите на Пендаровски на Брисел, од каде Туск рече јасно и гласно дека засега нема разбирање кај еден дел од членките на Европската унија околу датум за преговори со Унијата и денешната средба на Заев и Меркел во Берлин. Уште околу ова. ВМРО ДПМН денеска излегува со став дека Меркел не споменува датум и Заев мора да си оди. ВМРО ќе продолжи да работи за добивање на датум за почеток на преговорите. Ѓорчев, што ви кажаа денеска представниците на Бундестагот, освен јасната сигнализација дека за одлуките решава право Бундестагот, што ја обврзува канцеларката? Видете, германската страна е разумна, прилично дипломатична и тие се доволно тактични да кога имаат некоја критика да кажат, ќе ја направат и ќе ја кажат малце подискретно. Затоа што сакаат навреме да укажат, ако гледаат дека нема корекција, во Македонија веќе 2 години нема корекција на некои констатирани состојби, тогаш тоа го прават и поотворено. Така што овој студен туш кој што го доби Зоран Заев и од Доналд Туск и од канцеларката Меркел, мислам дека не е случај. Но внимавајте, и представниците на Бундестагот и Ангела Меркел велат дека во септември можно е да има позитивна препорака, повик од Бундестагот за отпочнување на преговорите. Но тоа не значи дека одеднаш имаме, дури и да биде тоа зелено светло, кое што е под прашалник, визави Германија, досега немаше никаков проблем со Германија, а гледаме дека се отвараат проблеми со Германија како најголема европска земја и како мотор на европската економија, тоа никако не значи дека имаме зелено светло од Франција. Тоа има уште поголема воздржаност. Тоа никако не значи дека имаме зелено светло од Холандија, која што исто така има своја воздржаност. Холандскиот парламент малце прави разлика на тој план. Со блага доза на симпатија, да речеме, кон Македонија. Прави разлика, но знаете која е разликата, и ова преска и пред малку Фрчковски го кажа. Разликата помеѓу Македонија и Албанија, главната е дека во Македонија опозицијата во парламентот има политички процес, заедно лобираме, сакаме Македонија да ги отпочне преговорите, сакаме Македонија да биде членка на Европската унија и НАТО. И тоа е суштинската разлика. И не само тоа, за волја на вистина неколку клучни реформски закони се усвоени благодарејќи на ВМРО. Ние апсолутно жестоко ја критикуваме владата, имаме огромни несогласувања со владата, огромни, и тоа го гледаме во секојдневната и дневната политика. Но истовремено многу внимаваме да не и наштетиме на евроатлантската иднина
на Република Македонија. И во тој дел, мислам дека сме исклучок на Западниот Балкан. Погледнете ги околните земји, ќе набрам неколку примери. Во Албанија гледате дека опозицијата не учествува во работата на парламентот, има молотови коктели, жестоки протести, сето она што се случува. Погледнете во Косово, Косово има солзавец во парламентот. Во Србија опозицијата не учествува во работата на парламентот. Во Црна Гора гледате што се случува со месеци и со години наназад. Има прилично големи внатрешни тензии. Во Босна и Херцеговина со месеци, на некои места и со години нема влада. Во тој дел, во Македонија имаме исклучок затоа што треба да водиме грижа за еднината на Македонија. Дали е тоа знак на политичка и институционална стабилизација? Чомовски, ова сакам да го кажам. Ние се обедуваме да најдеме средината. А таа средина е да внимаваме на општите интереси на Македонија и на евроатлантската иднина, истовремено да бидеме жестоки критичари на сите чекори и отсуството на резултати кои што евидентно го гледаме од Зоран Заев и неговите 28 министри секојдневно. Уште една работа би сакал да кажам. Внимавајте, оваа влада влегува во трета година од своето владење. До сега оваа гарнитура има потрошено повеќе од 10 милиарди евра. Во Македонија една шајка не е закована, една бандера не е направена. 2 години на патот Штип-Скопје, кој што пред некој ден се пушти, не беа во состојба да направат една обична ограда која што се прави за 2 месеци. Работата дојде до тоа, да им е срам да го пуштат патот затоа што 10 пати го одлага, затоа што 2 години може да го направат. Значи, погледнете, Чомски, тоа не се мали работи. Не се мали, тоа се големи работи. Прашањето за економијата, патиштето тоа е веројатно за дуел во кој морам да имам и представник на владеечката. Но сега остануваме на прашањето кое сега е истовремено со професорот и со вас. Дали можеме уште еднаш да бидеме колатерална штета на оваа дубиозна конфронтација меѓу Меркел, Макрон и резервите што се појавуваат кај дел од скандинавците? Не, ја мислам дека ќе завршиме успешно работата. Сите сигнали овие што ги читате се позитивен однос кон Македонија. Нема критика во основа, нема критика. Едноставно има само смирување дека не треба да има нервоза, дека 3 месеца во целата приказна не заслужуваат таков тип на турбуленции внатре, кои нашите ги користеа за да измолкнат таков притисок. Тоа е во смисла, целиот одговор е во таа смисла. Добро е ова што опозицијата во таа смисла е конструктивна. Ја мислам дека еден дел за да работата биде навистина добра во Македонија е дека таа мора да се дистанцира од криминалот на претходната нивна гарнитура. Тоа е основниот момент за правда. И во таа смисла тогаш голема коалиција на македонските партии во владата во целиот овој период за преговори во Европска унија е возможна опција и оптимална опција според мој мислење. Торпак ја застапува тоа јавна теза, значи ја напишате. 5 години таа теза дека голема коалиција во Македонија е слична на швајцарскиот систем, одговара за нашиот систем, бидејќи ние суштински идеолошки разлики. Ама не пржинска влада, голема коалиција врз основа на демократски избори. Демократски избори, да. Меѓутоа тоа зависи нели од една структура, политичка елита која во ВМРО мора да дојде поинаква од оваа поврзана со претходниот криминал. Во таа смисла едноставно жалам што тоа не може сега да се случи брзо. Инаку она што мислам дека сега ќе се случува и што веројатно е добро од аспект на владината структура, они ќе направат реконструкција која е секогаш добра во таа смисла и доста длабоко. Професор, ќе се вратиме на тој аспект што после ова пред... Иначе таа е врзана на надворешен план. Они ја имаат завршена работата тука со Германија, ќе мора да се посветат на Франција, тоа останува приказна отворена, ќе мора тука да се посветат. Ја мислам дека тоа ќе се заврши позитивно во крајниот. Кој зошто одеднаш го отвара и го проблематизира македонско-бугарскиот диалог и начинот на кој откако Борисов и Заев се поклонија пред моштите на Гоце Делчев, сега одеднаш тоа е таа историска фигура на Балканот е предмет земите или оставите со Македонија? Што сега тоа се преговори, тешки преговори околу
учебниците и поделбата на историјата и со грците ќе биде така, и со бугарите. Тоа не е лесно и бара компетенции, бара самодоверба кај нас. Тоа што настанаат тензии тука, ќе настанат и некои други. Знаете, има личности кои морате ги поделите од аспектот на што е важно за вас, што е важно за нив. Гоце Делчев Скендербек е таков од обратна ситуација. Значи, Гоце Делчев може да биде по етничка потекло бугарин и сам себе се дефинира како бугарин, тоа не е проблем за нас и мислам дека не е проблем ни за нашите. Она што бугарите, и тука не е проблем ништо со бугарите, им го признаете тоа. Она што они не можат да го прифатат е дека Гоце Делчев целосно, целиот свој живот се залагал за независна македонска држава. Тоа е исто така вистина. Значи, тезата која министерката ја предлага, јас ја прифаќам. Вистина, само вистина и ништо осем вистина. Но, етничкото потекло на самоопределувањето на Гоце Делчев како бугарин не ја става под сенка неговата борба за независна македонска држава, бидејќи она као бугарин се залага за бугарска држава или за голема бугарска држава, јасно би рекол дека за Стефанска Бугарија би напишал на својот саркофаг: моите коски сакам да лежат во Софија, во мајка Бугарија. Он пишува обратно: моите коски сакам да лежат во слободна Македонија. Неговието писмо заедно со Ѓорче Петров 902 година, дека ние сме се бореле против србите, грците, сега влегуваат некои чети бугарски во Малешевијата, сега ќе се бориме против бугарите. Значи, неговата теза за чиста, независна македонска држава, не како прв степен на спајање со Бугарија, е јасна. Сега нашите, тој дел од нашата, од ставот, од ликот на Гоце Делчев, кој за нас е битен, треба да го верифицират, исто како вистина, како што немаме ние проблемот, што го вели Љупчо Георгиевски, дека тој бил бугарин и бил, тоа што е он бугарин, голема работа, зашто се залагал. Кај Скендербек е обратно. Он по потекло е словен, мајка му е Вукосав, е католик, али е национален херој во неговата борба понатака на албанците. Тоа е окей. Тоа е окей. Тоа не може да биде еден. Некој аспект е битен за нас, некој е битен за нив. Има такви многу личности. Околу тоа треба они сега запињаат само на тој дел. Што рекол овој дека е? So what? Па така и овој рекол, Тодор Александров до пред 2 месеца пред да го утепаат, он е целосно за Македонија како дел од бугарската држава. Последните 2 месеца го менува ставот. Вика, ова не може вака, мораме да се стапиме за независна македонска држава целосно. И го утепуваат за 1 месец. Тоа се случува со голем број од нив. Тој дел мора да го прифатат они. Ако не го прифатат, сега го прифатат попосле. Значи, тоа е деликатност на преговорите. Не гледате за тоа некаква, да речам условно, нова замка за... Нема што замка. Нашите треба да застапат цврсто околу тоа, ќе тераат извесен период, мора да се договорат на крај. Уште повеќе што симптоматично ми е што во исто време кога Захарија за 13 членки на Европската унија со подршка декларативна за датум за преговори. Знаете, заедничката историја меѓу Франција и Германија, еден учебник, 40 години го прават. Не може да се договорат како кој настан ќе го поделат. Тешко е тоа. И кај овие личности е тешко, бара наша сигурност во себе. Дека нас не е ова, залагањето негово, доволно за градење на нашиот историски наратив на независна држава. Не можете етничкото потекло, па ние двајца тогаш не би можеле да збориме за македонската кауза. Мајка ми србинка, неговата хрватка. Како ќе збориме? Значи, тоа определба за каузата и борбата е тоа што не определува нас. Не генетички ја тераат својата вистина, ние тераме нашата и ќе се договорат. Мислам дека нашата делегација, јас се обидов да свртам некој телефон, да видам што идејата, што е нашата. Ја имаат оваа идеја, они се сега, бугарите се малку тврди околу тоа, ќе почекаме, ќе омекнат, нема што да прават. Ѓорчев, освен Софија, дали е возможно евентуално при смената на гарнитурата и поразот на Сириза, смената и Мицотакис, да дојде до нова проблематизирање на нашите евро процеси? И дали мислите дека тоа е некаква, да речем, некаков стар заговор против Македонија и така натаму? Видете, тоа постои како опасност, тоа постои како една од можностите. Ќе видиме кој ќе биде исходот на се извинувам. Ќе видиме кој ќе биде исходот на изборите на 7 јули во Грција. На анкетите во моментов води Неа демократија. Може да се очекува и дека Мицотакис ќе биде следниот премиер, но да видиме до крај како ќе се одвиваат таму изборите. И она што
постои како реална опасност е со овие одлагања кои што Зоран Заев и ги приредува на Македонија, да дојдеме во септември. И тогаш, дури и хипотетички, Германија да каже во ред, дури и хипотетички, иако не сум сигурен, Франција да каже во ред, па макар и Холандија и сите останати, иако сето тоа е под голем прашалник, а владата на Зоран Заев со својата корупција, со незиниот криминал, со автоголовите, немањето на реформи и секојдневни скандали, секој ден дава аргументи дека Македонија едноставно не е она што треба да биде. Ризикуваме да имаме ситуација каде што во септември, никој не би сакал тоа да се случи, но ние повторно да се случиме и да се соочиме со блокади на нашиот европски пат. За жал, уште еднаш ке речем, владата на Зоран Заев со неговите 28 министри и речиси 60 на градоначалници, секој ден дава секојдневни аргументи и на граѓаните на Македонија тука дома, но и на европските претстолнини, дека едноставно состојбите во Македонија не се одвиваат добро. И знаете, Чумовски, една важна фуснота. Ние можеме многу да зборуваме за условно кажано оваа висока политика, нели, заклучоците на Европскиот совет, самити, тоа е апсолутно важно за Македонија. Но никако не можеме, не смееме и не требаме да го пренебрегнеме она што на дневна основа ги засега граѓаните и луѓето кои што не гледаат. Од Дебар до Берово и од Гевгелија до Тетово, вклучувајќи го и Скопје. Луѓето имаат проблеми. Македонија се исцелува, од Македонија се случува екзодус, како никогаш досега изминативе 200 години. Значи, со бројки можеме да го докажеме тоа. Тоа не е мала работа, тоа не се мали процеси. Ние зборуваме сега за упис во прво оделение во десетици и десетици училишта во Македонија, едноставно нема ученици. Да, ние од Македонија 100-150 години имаме исалување, да. Нашите книги и лектири се печалбарски, но ваков екзодус, како што имаме овие 2 години, метрички, емпириски, може да се докаже дека она што ни се случува во моментот во Македонија е апсолутна катастрофа. Погледнете ги, иако може би елитата во Скопје не сака да зборува за тоа, но народот сака да зборува и сака да чуе. Со ова сакам да ви го кажам. Значи, ние немаме ситуација, овие 2 години заборавивме како е да се види да се отвори фабрика во Македонија. Имавме ние едно време, секој месец дена, или секој 2 месеци се отвореше фабрика или камен темелник. Во соседството, со сите економски кризи, политички кризи, излегување на опозиција, се отвораат фабрики. Вчера во Србија се отвори фабрика за 1000 вработени, мислам дека беше во Банат. Во Бугарија се отвораат фабрики. Не можам да бидам гостоговорник на владата и да ви кажам што направи. Оставите го тоа прашање. Фрчковски е тука. Он држи страна. Но да знаете што, Чумовски. Добро, не во други комбинации, други рокади. Значи, Чумовски, ние имаме економска катастрофа, немаме зголемување на пензиите, имаме одлив и екзодус од Македонија, нема нови фабрики, нивните градоначалници буквално не може 3 тротоари да изметат. Скопје никогаш немало послав градоначалник 100 години наназад. Така што тие работи и тоа како го засегаат народот и на тие прашања мислам дека е фундаменталното паѓање на програмскиот концепт на владата на Зоран Заев. Јас се обидувам да одиме по пругата Балкан или Simple Express, вие ме враќате на теснолинијката, внатре да се вратиме на состојбите и се согласувам. И внатре и надвор. Значи и двете теми се и тоа како релевантни. Ја како ќе напаѓате владата, нека дава повод владата. Фрчковски и Ѓорчев и натаму во студиото, имаме мал проблем со некој дел од тонот, затоа малку ЕПП и додека тоа не го следиме, потоа продолжуваме со дебатата што не чека пред решенијата што Заев и СДСМ треба да ги донесат. Избори, нова влада, враќање на мандат нема и потоа, поштовани гледачи, како што е ред со нашиот граѓански форум, во еден дел ќе можете и вие да допрашувате. Многу повеќе мобилен интернет и неверојатен бонус од 16.000 денари за вашиот нов Samsung смартфон.
Битолско кисело млеко, прво и омилено уште од 1952 година. А сега традицијата ја збогатуваме со нов вкус кој освежува. Битолско екстра кисело млеко. Официјален партнер на Леман. Со горивата Extreme и G-Force. Официјален партнер на Манчестер Юнайтед. Официјален партнер на MotoGP. Американско гориво за врвна економичност и перформанси. Галф, бензински станици. Економијата силно тргнува напред. Бруто домашниот производ за прв пат изнесува 4,1% во првиот квартал од 2019 година. Невработеноста падна на историски најниско ниво од 17,8%. Во последните 2 години отворивме нови 49.522 работни места. Обезбедивме 624,5 милиони евра директни странски инвестиции. Оваа бројка продолжува да расте. Во Македонија вложуваат компании како Теламон од САД, Баумер од Швајцарија и Герешајмер од Германија. Обезбедивме повеќе од 20 милиони евра поддршка за домашните компании. Преку 360 компании ја искористија помошта и ја подобрија својата работа. 2 години заедно со СДСМ, 2 години силна економија, 2 години зборот важи. Само за вас, од 10 до 23 јуни, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Новосадска салама 1 килограм, 199 денари, плюс 50 поени. Екстра сладолед, 99 денари, плюс 100 поени. Пиво Мулер 500 мл, 36 денари, плюс 40 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс. Ресторан Гарден – идеално место за организација на вашите свечени прослави, матури, крштевки, свадби, коктели и секако вид на промоции. Доволен е само повод. Ве очекуваме во нашиот топол амбиент во близина на кејот на Вардар. Резервации на телефонските броеви 078 385 385 и 075 230 330. Повелете секој ден од 10 часот до 1 часот по полноќ. Ресторан Гарден. Здраво, драги гледачи! Јас сум само една од добрите бактерии во Диа-100 пробио. Соодветен при патувања, употреба на антибиотици, при диарија и надуеност. Диа-100 пробио за вашите стомачни тегоби од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Поврзете се со VIP Combo Box и добијте брз интернет дома или во вашата викендичка. Каде и да сте? Едноставно вклучете го уредот и за само 599 денари месечно уживајте во сурфањето. VIP, член на A1 Телеком Австрија групацијата.
Први реакции по Брисел и Берлин по следбите на Пендаровски заев со тамошните челници Меркел и Туск и пред Централниот одбор на СДСМ во недела во Охрид решенијата што после датумот или во исчекувањето на датумот. И Грчев уште еднаш ве предупредувам, доста више со економика, ви го пуштам уште еднаш овој спотот социјалистичко-комунистички за рекламирање на работните победи и успеси на власта. Така да тука да завршиме. Пред да го донесам на Грчев, иначе зборите за граѓанството, одма ќе го пуштам спотот. Што е разврската, професоре? И Грчев исто. Враќање на мандат, воредни избори, голема реконструкција, до крај. Не, мислам дека сега ќе се фокусираат фино после оваа расправа и реторика која беше присутна заради меѓународната сцена. Они ќе направат натречно чистење на позната метла, у Србија саблја, оде метла, ама добро, тоа е македонци. И ќе има тука значајна промена, онда фокусот ќе биде во просуството, ни мора да сменат едно 30 суди, не може да ги толерираат, има едно 30 криминални суди кои обстануваат, не повеќе, меѓутоа 30 на суди преку Републичкиот суд мора да го направат, заедно со консолидација на СЈО. И потоа, мене не ми е јасно како ја толерираат македонската радиотелевизија, тоа рекам извини она, тоа е ВМРО-ско дувло, а ја плаќаме сите со наши пари. Тоа не може така. Мислам, може да биде опозициона телевизија окей, меѓутоа државна телевизија да биде на овој начин концепирана, не може. Мора да нема некои критериуми транспарентни, нормално да се избере некоја пристојна екипа во таа телевизија, да биде владина, е пристојна, оваква не може да биде. Значи тие неколку потеза... Исто се имаат светли мигови, папата, да, добро се папата, техничка работа, не е тоа никаква, тоа е добро изработена професионална работа. Да, знам тоа окей, меѓутоа ваквиот профил е ужасен, мислам. И тие неколку работи, али пред се мислам дека овој кругов ќе повторам на воспоставување на правда, кај крупниот потези мора да заврши и промената на судиите во еден дел овие што се искомпрометирани, што ги слушавме по снимките. Ама тоа го слушаме. Погледнете, еве имате мора да го завршат тоа сега. Републички судски совет, нели? Кој не се дрзнува да разговара за Вангеловски, за некои ефемерни... Сега гледайте, тоа мора да го, по моје мислење, тоа мора да го завршат сега во овој период, заедно со чистење на своите редови. Тоа е како предуслов на влез во овие покрупни работи. И нормално сега немаме време да збориме, меѓутоа за мала држава како нас, културата и образованието се преживувачки механизми, и тука мора да направат некакви значајни, посебно образованието, реформи, но за тоа некоја друга прилика. Ѓорчев мора да си оди заедно со избори или без избори? Ќе си оди со избори, а дали ќе оди без избори ќе видиме. Мислам дека е тој во една ситуација во која што сака да замине. Едноставно гледа дека работава не ја бива, не може да го испорача тоа што го вети. На премногу страни има ветено. Значи, знаете, тоа е во една ситуација каде што подолго време и подолги години на секој му го кажува... Ако вие викате дека е, да речем условно, уморен од ветувањето, тоа значи дека би го вратил мандатот, тоа очекувате? Не е уморен од ветувањето, уморен од лажењето, затоа што сега луѓето велат ти тоа ми го вети, ти тоа го навести, што правиме? Значи, не може цело време да ги лажете сите. Знаете, тој има еден пристап каде што на луѓето им го кажуваат тоа што сакаат да го чујат. Добро, за вас сега, само да ја довршам мислата. Чомски. НАТО и евентуалната ЕУ апликација? Значи, видете... Генерална позиција на новата македонска реалност. Заев им исповети на сите што сакаат да го чујат тоа. Но најважно од се, како премиер, ги излажа граѓаните и го излажа народот. Нема работа за која што не е излажано. И на овие прашања во визави референдумот, уставното име Република Македонија, внатрешните констелации во државата, за економијата не зборуваме, за кадровската политика еден куп лаги. На локално ниво може до задутре да набројуваме ветени проекти, најавено и кажано, рестартирање на Југохром, ваква инвестиција онаква. Значи, знаете што? Не, ова сакам да ви кажам. Кажете ми што очекувате од СДСМ и од ЗАЕВ после неделната средба? Ништо не очекувам.
Ништо не очекувам. Ако распишат избори? Значи, во ред идеме на избори, ќе ги поразиме. Ние влегуваме, знаете како, ние влегуваме последната година, која што вака ќе помине, од владењето на Зоран Заев или СДСМ. Ние сме неколку месеци, максимум 11 месеци од пржинска влада. Доаѓа пржинска влада, ВМРО ДПМН презема неколку министерства, Зоран Заев си оди, поразени се на избори, имаме нова влада и нова гарнитура. И ќе има одговорност. Мислите дека ќе важи пржинската влада? Апсолутно ќе важи, тоа е закон, да, ВМРО ДПМН ќе има, ВМРО ДПМН ќе има министер за внатрешни работи, ВМРО ДПМН ќе има министер за труд и социјал, апсолутно, да. ВМРО ДПМН ќе има заменици министри и така натаму, така натаму. Овие желби кои што сега ги слушаме, СДСМ да ги колонизира сите институции во државата и да се подготви за едноставно понтонски мост откако ќе биде во опозиција преку лостовите на институциите, да едноставно биде во опозиција, но не биде толку во опозиција колку што заслужиле, едноставно нема да помине. Значи ние да велиме дека ова фијаско кој што и се случува на владата е поради македонската телевизија или не знам поради судството и така натаму, апсолутно не држи. Вие погледнете кавгата на Оливер Спасовски на телевизија заедно со Рената Десковска. Тие на јавна сцена пред телевизија се префрла еден на друг кој зашто е виновен, кој зашто е кабает. Погледнете ги преписките помеѓу нивните министри, погледнете ги различните концепти помеѓу Драган Тевдовски и Кочо Ањушев. Погледнете ги контрите кои што ги имаше Мила Царовска со своите директори. Вие го очекувате монолитноста и на оден начин исклучивоста на ставот на Груевски со неговите министри? Не дозволувате различни мислења? Чомовски, граѓаните народот очекуваат во Скопје да не биде хаос. Народот очекува улиците да бидат изметени. Народот очекува да нема депонии на секој чекор. Народот очекува во 4 години една фабрика да донесат. Народот очекува знам дека тоа ќе биде реторика. Ама тоа е важно, не е тоа реторика. Секој ден и на секоја посета кога одам кај народот и граѓаните велат 1 метар асфалт не е ставено. Ставете ги телефоните, иако ги знаат нашите гледачи и да продолжи. Чомовски, граѓаните еве во моментов во Скопје денес очекуваат да немаме фијаско како минатата година, да не ни изедат комарци со месеци. Значи ние имаме сега градоначалник кој што 100 години наназад не може да го направи тоа што било рутина. Да помине еден авион со пропелери, да испрска и да не бидеме изедени од комарци. Ама нема, гледајте што се случува во држава. Не шетате ни по Кеј. Јас лани ќе го тепав и градоначалникот и сите помошници, бидејќи на Кеј не можеме да излеземе без сипаници. Сега истото се случува. Не е истото. Не е истото, како не е истото? Не е истото. Јас ве нудам утре сабајле да излеземе и ви кажувам со сигурност покрај Вардар, бидејќи тоа е грото на гнездата на комарците, нема. Ама Чомовски да излеземе 2 минути на паркингот, вашки не за комарци. Фрчко, што можеме да очекуваме? Знаете, ја мислам дека малку за жал ВМРО-вците ќе бидат малку поизненадени сега. Мислам дека сега ќе биде малку поосоколена оваа гарнитура. После метлата ќе настане чистка кај нивните кадри во администрацијата. Така да овој оптимизам после тоа ќе го следнат. Значи ќе има една тура на расчистување, бидејќи точно е една теза која за Ципрас има кажано од неговата сопруга, вика ние сме во влада, но ние немаме власт. Тоа се со СДСМ, они се на власт, но не ја имаат моќта во која е колонизирана од ВМРО-вците. Ја мислам дека сега после овој етап ќе се биде концентрацијата следна. Чистење кај нас да, и ќе им се турат нив. Тоа е точно. Може да се жали он колку сака, меѓутоа ќе има чистење во администрацијата. Ова селење од администрацијата према приватниот сектор. И надвор ќе дојде кај нив. Малку ќе биде потажно за нив сега, меѓутоа пожесток е, сега е ослободен од тој притисок, заврши приказната со ветувањата и сега на оваа реторика не направивме ништо. Да, не направивме, сега ќе направиме и ќе им се турат сега. Тоа е една од работите кои сигурно ги знам. Ѓорче? Видете, ова е реториката, ќе јадеме живи луѓе, така, нели Заев вика ќе јадеме живи луѓе. И жаба, шлепер. Во ред, тоа знаете како, ВМРО е структура што постои 126 години. И не е прв пат. Сме гледале тој филм многу пати во историјата и сега. Сме гледали од 90-тите години, па нели
некако не успеа сите тие 7, 9, 16 офанзиви. Генерално, граѓаните на Македонија и македонскиот народ повеќе си го сакаат ВМРО ДПМН, повеќе сакаат резултати и да, на граѓаните ќе им се случи еднаш да гласаат за СДСМ, ќе го доживеат тоа 2, 3, 4 години, ќе видат дека е тоа фиаско, ќе се разочараат и после тоа 3 пати гласаат за ВМРО. Како ќе им објасните, прифаќам се, како ќе им објасните на избирачите дека гласаат меѓу исто криминалците на Груевски и криминалците на Заев? Кога еднаш ќе се одважите да кажете, видите, ова што го направи Груевски е срамота, ве остави на цедило. И вие се уште живеете во некаква собствена харизма која базира на тоа што Груевски ќе ви каже или како ќе ви каже. Со политичка понуда, со ефикасност, новата влада на ВМРО ДПМН ќе биде предводена од премиерот Христијан Мицкоски, ќе си има министри, ќе има коалициони партнери и ќе се вратиме на времињата каде што се отвараат фабрики, каде што се градат автопатишта, ќе се вратиме на времињата каде што ќе се занимаваме со нормални работи. Внимавајте, Чомовски, ние во Македонија немаме еден економски успех, немаме еден инфраструктурен успех. Немаме нешто со кое што ќе се пофалиме и ќе кажеме во ред. Да, уште еднаш ќе речам, во ред и важно е да се имаат самити, фотографија, поздравување и тоа е во ред и добро е да го има тоа. Но не може тоа да биде единствениот фундус на политичко функционирање, единствениот темел на функционирањето на владата. Чекате да речистим, дали новата влада на Мицковски ќе се определи за така речена амнестија која ќе ги земе сите ваши сопартици внесени на во државниот пуч, собранискиот пуч, за дел од криминалот што е сега се уште процесуиран, или тоа ќе го сметате како дел од историјата и товар за да можете да и обедините партијата со евентуална амнестија на сите овие луѓе? Ќе си важат законите, но факт е и очигледно е дека во моментов имаме политички прогони. Мајте, Зоран Заев се фали меѓу двата круга со 750 кривични пријави со 2000 луѓе кои што се вклучени во сето тоа. А нема ниту еден од СДСМ, нема ниту еден од коалиционите партнери негови кои што седат во владата, нема ниту еден од неговите сопартици од кои што проплача Македонија изминативе 2 години. Гледајте кој хаос ни се случува во Македонија. Гледайте убиства какви се случуваат. Гледайте автомобили, значи гледајте колку автомобили горат низ Македонија. Значи така што Чомовски само да ја завршам мислата. Она што во моментов го гледаме во Македонија е оној филм кој што го гледаме 3 години наназад. А тоа е ништо не се испорачува. Онаа програма на СДСМ која што мафта за живот во Македонија стана за живот во Германија, Шведска, Германија и Канада и државата ни се солува и се случува екзодус. Тие ми се познати, мислам ги кажете, само што вешто ги преформулирате секој круг на дискусија. А критика е некоја за Фршковски да кажете? Ја и за Фршковски имам, како и за шлеперот, например, нели? Тоа е за кој шлепер? Па, дека ќе ме прегазат, нели, сега оваа администрација. Не, тоа беше 97 па 98 ги тепавме 62 пратеника на 27. Поштовани гледачи, 98. Доста јас се справувам со Фрчковски и со Ѓорчев. Еве шанса на темата која ви е препознатливи и на мотивите и наративите за кои сакате да разговарате да се вклучите. Добро вечер, доколку има прв гледач. Добро вечер. Повелете. Значи, вака, овие теми со Меркел, Заев, со влегување во ЕУ, со, што ќе знам, метлите, преку глава ми дојдова, ние во државата имаме тотален хаос. Почнувајќи од образование, па судство, па економија, образованието го кажав као прво. Значи, ѓубре на сите страни, непотизмот. Сето тоа е дел од оној екзотус што го спомна Ѓорчев. Тој екзотус е уназад 26-7 години. Го почна олигарсите, го продолжи фамилијата, а сега јас колку што правам некоја анализа, пак се олигарсите на вас. Сега тога и недвижнини, па фамилијата тендери се занимаваше,
па сега овие го сисаат буџетот, што спомна Ѓорчев, 10 милиарди евра. Па тоа е буџетот пари, го сисаат. Сега господинот Ѓорчев е меѓу најстарите пратеници, мислам не по години, него по стаж. Па што направи тој за народот и граѓаните што го бираат него? Неговото конто у банка се зголемува, неговиот, како се вика, стандард расне, а на граѓаните паѓа. Па како нема да заминуваат младите? Образование, завршил средно образование, колку единици има, колку предмети, толку единици. Добро. Мислам дека, знаете како, кога ќе дојдете дома, да ви кажат ѓубре сте. Нели, имате малку респект. Сепак е домакин, ви стои на располагање, таква дисквалификација не дозволувам без оглед. Да останевте и останувајте на рамништето на детекција на проблемите, будем колку сакате. Толку. И сакате да продолжите? Доста. Добро. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Да, дали ме слушате? Да, најмногу ве слушам. Повелете. Ајде напред. Вака сега, ќе поставам неколку поврзани прашања. Прво, дали е нормално тоа во судството, судски процеси да се разлекуваат со месеци до години, да го земеме случајот со градоначалникот на Карпуш, сме као притвор, па домашен и го нема тој судски процес продолжи најмалку 3 години. Потоа прашувам дали е нормално после толку побегнување на овие тројцава што беа заедно со Груевски, да нема никаква одговорност на судиите, главните обвинители, што не им дадоа притвор. Потоа прашувам дали е нормално притворот, знам како да го наречам тоа, одзимање пасоши, тие други приказки, да се доделуваат само на богатите политичарите, да не важат за обичните граѓани. За меѓународната заедница во врска со ова што не признава, ако тргнеме логично 2008 година, као беше се готово, али Грција стави вето, а сега испаѓа Грција не става вето, ама другите ќе стават вето. Дали мислат гостите, бајцата ги прашувам, дали е тоа најголем доказ дека оваа година, ако не добиеме статус за преговори, а тоа е чекање во чекална за влез во ЕУ, а не влегување во ЕУ, дали е тоа најголем доказ дека воопшто не планира Европска унија, односно Германија и Франција како веле сили заедно со Америка, баш да не влеземе во Европска унија, односно да не растурат, а голема Албанија да влезе. Добро, еве, последното мислам дека е индикативно и провокативно и за двајцата. Ајде, Фрчковски. Па јас сум оптимиста, знаете, мали држави се секоја склони кон конспирации, ако ова не ни успее, ова значи не мислат ке не отпишат и ова над. Ја не мислам така, ја мислам дека немаме друга ни опција. Играме по правила и газиме понатака, ја мислам дека ќе влеземе на крајот на криштата во таа приказна со сите тешкоти. Ние годиме најтешкиот пат. Значи од 91 нема нешто што сме утнале, нешто полесно сме поминале, годиме најтешкиот пат. За жал, ВМРО никогаш не учествувал заедно со нас у тоа. Значи, од независноста, од до 93-та, па 95-та, па 2001-та, ама секогаш се надвор таа прича. Тие ќе се уклучат сега после патот до Штип, асфалтот до вамо, тоа да. Тие може да се. Иначе не. Големата идеја за суверена Македонија. Не, таа приказна ја знам со Љупче што ја дрвиш. Не, таа со Љупче може да му кажеш, меѓутоа. Љупче ќе си ја каже, ќе си оде дома. Друг треба да изведе. Друг треба да искочи пред касарните ја не искача тој. Као ХДС вика ни се бориме, па искочи. Направи ја таа независна по твој терк. Како тоа ќе изгледа? Дали ќе постоиме? Он може да вика што сака. Ја изведе левицата во овој случај. Изведе левицата. Влезот во 93-та, го направи левицата. 95-та договорот со Грција, левицата го направи. Како сакате, главните потези и влезот во ЕУ, пак ја направи левицата. Се таква судбина имаат ВМРО-ци. Зашто јас навистина затоа мислам дека голема коалиција на некој начин ќе ја излече таа ситуација. Иначе реално стално се на погрешната страна.
Они може да викаат нас не сакаат повише, овие не се овде победивме, вамо победивме, се тоа окей. Стално се во клучните моменти не се учесници на приказната и знаете што? Тоа изгледа сега фактографија, тоа не изгледа идеологија. Ја навистина меѓу нив некои луѓе ми се многу симпатични, ама некако се чудно на све на погрешната страна во приказната. И сега за жал ќе остана така. И кај НАТО, и кај Европска унија, мада кај Европска унија има 4 години 5 преговори, па таму има можност во таа расправа заедно да одиме во тие преговори, барем во експертска основа, па може и во политичка основа некако заедно. Тоа би било добро, мислам, навистина. А инаку не сметам дека ќе имаме конспирација, блокада, нешто да растурат голема Албанија, нема Албанија. Таа приказна завршува. Ние сме членки во НАТО, не сме членки во НАТО. Другите држави се во НАТО, Косово си е, таа приказна со Србија, нека тера, тоа не е секогаш ние во таа манџа да влагаме и да се чувствуваме, да се самоповредуваме. Малку самодоверба ни треба, но мораме да ги развиеме елитните образованија и култура. Тие две работи мора да ги држиме во фокусот. Добро, Ѓорчев, и потоа уште една тура. Видете, ако гледаме вака во историски контекст, фундаменталниот проблем, системски проблем на СДСМ е дека македонскиот народ, граѓаните на Македонија не му веруваат на СДСМ. Ако гледаме Чонски, како што споменавте, од 90-та година до сега, 29 години назад, на честни избори на СДСМ има победено само на 15 септември 2002 година. И никогаш повеќе. И никогаш повеќе на парламентарни избори. На сите претходни избори, дали сакате да гледат, да ги редиме, можеме годиниве сега, секогаш огромното мнозинство на граѓани на Македонија, вклучувајќи ги сите етникуми, но и македонскиот народ исто така, огромното мнозинство на луѓе се приклонуваат. Зашто? Затоа што она што го правеа во 90-тите со олигархијата, сега исто така се повторува. Луѓето имаат дежаву, повторно им се случува нешто што не се надевале. Затоа на овој народ, наш сегашен, она фраза нема правда, нема мир, им е тотално потрошена фраза, заедно со знаменосците на таа фраза, за да не идеме во детали и да ги исполнуваме со име и презиме. Да резимирам. За неколку прашања кои што беа кажани тука. Не е излезот за Македонија во оваа голема коалиција која што ја заговара Фрчковски затоа што знаат дека ќе бидат поразени на изборите. Тие мислеа дека ќе бидат помалку поразени, па дека не знам со понтонски мостови, коалицирање и слично, дека можеби некако ќе се состави понатаму владата да се избегне СДСМ да отиде во власт. Не, народот е се повеќе разочаран. Луѓето се и тоа како вознемирени се чувствуваат, и тоа како излажен и од Зоран Заев и од неговата гарнитура, од нивната кадровска политика, и решението не е во голема коалиција за спасување, за појас за спасување на СДСМ, туку оваа гарнитура, која што и тоа како едноставно непопуларна кај граѓаните, да се замине во опозиција. Добро, за следниот гледач. Ало? Повелете. Дајте ми режија другата линија додека овој господин не се уклучи на пристојен начин. Добро вечер. Да. Ако сум јас на линија? Да, вие сте, повелете. Имам еден мал коментар. Поздрав прво до гостите. Добро. И две прашања ќе поставам за 20-та. Меѓутоа, пред тоа, ако ми дозволите еден мал коментар. Задоволен сум од одговорите што ги даваше Фрчковски и од прашањата вие што му ги поставите. Одговараше. Меѓутоа, господинот Ѓорчев, вие го прашувавте за кошарка, тој одговараше за фудбал. Вие го прашувавте за пливање, тој одговараше за бокс. Апсолутно избегнуваше да одговара на поставените прашања и непоставените теми. Сега, две прашања, мислам едно прашање нека биде за 20-та. Еден пратеник си поднесе оставка поради прислушувања некакви и од морални причини. Што мисли и така да го спаси чест, да ја спаси честа и угледот на пратениците или на владините службеници. Што мисли господинот Фрчковски, а и другиот господин Ѓорчев за честа и угледот на пратениците што се спомнати во тие огромен број на бомби што правеле криминални работи, што се договарале
И што мислат за членот во комисијата што треба да работи за СЈО, а е обвинет или во прислушкувани разговори или слушнат, уште нема решение никакво, меѓутоа е обвинет и слушнат. Што мисли за неговиот углед и кредибилитет да биде во таа комисија? Мислам за Антонио Милошевски. Поготово сакам Ѓорчев да ми одговори. Благодарам и пријатно. Добро, еве професорот прво за честа и угледот на претениците од аспект на некаков етички код кој Павле го изведе со оставката, наспроти, например, мачењето со Груевски, кој сепак на крај си замина со така наречено писмо со намери на унгарски начин. Професоре, вие, па Ѓорче? Па немам некој посебен коментар. Јас имам сентименти кон начинот на, мислам, конкретната причина. Не мислам дека требаше да се даде легитимитет на тој вид на преслушувани разговори. Ако веќе тврдите дека тоа е криминал кој треба да се спречи, тогаш не можете последиците од нив да ги верифицирате. Тоа што го направил, тоа е личен потез негов, меѓутоа, ако веќе се борите против тоа дека такви ленти не се доказ, треба се криминален чин, тогаш многу лесно можат, ако последиците од нив ги верифицирате, тогаш вие практично ја покривате и криминалната сделка која сте осудиле. Ја верифицирате таа сделка. Добро, таа теза е прилично симптоматична. Не можете или ја осудувате или не ја осудувате. Која не го сака СЈО заради тоа што не прифаќа Не. Кај СЈО прислушуваните разговори легално се докази. Ама овие тврдите дека си илегален гест, онда не постапувате, не ги верифицирате по нив. Иначе ако ги верифицирате, многу е лесно за тој да ви пушти било што приватно и сега гледа последици што се случува вака, крш прави. Тоа е многу незгодно. Меѓутоа овој му било непријатно, веројатно точен е разговорот по негово мислење и повлекол потез како што повлекол. Немам некој посебен коментар за тоа. Ѓорче, околу вас често угледат и Милошевски. Чумовски, вака да ви кажам. Немате као Црвите викат као киша околу Краговец. Имате директно прашање од гледачите и од мене. Мислам дека Антонио Милошевски е солиден пратеник, мислам дека ги артикулира мислењата на граѓаните, дека има доверба од народот и дека ги представува. И да, мислам дека Антонио Милошевски како добар пратеник и тоа како го боли СДСМ, затоа што ги подсетува на лажните ветувања кои што ги даде. Е сега. Да ви дадам една нова работа од последниве 3 месеци. Дозволувате ли? Може сигурно, зашо не? За да се набави било што во јавниот сектор, дали е 10.000 евра, 5.000 евра, дали е 15.000 евра, дали е тоа автомобил, дали е 1 километар мало патче, канализација од 200 метри, треба да се распише тендер. Господине Чумовски, дали вие и нашите гледачи кои што не гледаат, се свесни или дали знаат дека оваа влада на СДСМ, министерот за транспорт и врски, Горан Сугаревски од СДСМ и Кочо Ањушев исто така, испреговара и без тендер доделија сделка за патот Кичево-Охрид, одречи се 200 милиони евра без тендер во 4 очи. Имаме ситуација каде што оној пат, кој што гледаме дека не се гради, јабер нема кога да се доправи, од Кичево до Охрид, себе сега повеќе ќе стои до Охрид, се гледа од десна страна, 400 милиони евра пред 3 години во време на ВМРО ДПМН беа многу прескапи, криминални и така натаму, а сега ќе чини 600 милиони евра, речи си, со дополнителни 150-200 милиони евра дадени работи без тендер. И никому ништо. Значи, кога Германската стопанска комора, она што го спомнавме на почетокот, ќе даде оценка 0 за перформансот економски на владата, економијата за народот е најважната. Од тоа живееме. Тогаш тоа е катастрофа. Добро вечер за следниот гледач. Следите дебата по средбите во Брисел и Берлин и се разбира по одлуката на Заев во недела, што би можело да се случи, која ги поминува границите на незиниот тесен обем и се разбира секогаш вие како наши собеседници имате право на свој становиште. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас би прокоментирал малку за господинот Ѓорчев. Не сакам да навредам со ништо, али го чувствувам како човек кој
веројатно дома има една лента и постојано истата ја преслушува со клинците, со педите, некако се едно исто и упорен е тоа на било кое прашање тој истото го пласира. Тоа е веќе видено и некако дури и ми смета. А за професорот Фрчковски би го прашал дали не сметате во иднина дека Европската Унија ќе се формира на начин од 3-4 супер држави, да речам, во првиот круг, па втор круг, послаби економски, па трет, па ние негде во четвртиот круг би спаѓале отприлика со некои си меѓусебни договори таму. Што мислите за таа теза? Добро, сега тоа е теза која оди на она варијанта стара и нова Европа, Европа во две брзини. Сега се појави дури, ја ќе прошем малце и тезата дека прво нова Балканска унија, економска или политичка и така, па после сите заедно во Европа. И тоа некој дел на некаква нова понуда на геостратегија. Иначе, по проста реторика кажано, Макрон таа вели прво deepening, па после проширување. Прво продлабочување меѓу нас. Меѓутоа, за нас од егоистичен аспект има две архиинтереси кои државите ги водат. Тоа е само одржување и развој. И тие две основни интереси нас не водат исто така. НАТО, не поради тоа што знам, убави очи имаат или лепотани се тамо, него нашето самоодржување, границите и релаксацијата на меѓуетничките односи зависи од тоа влегување во НАТО, нас не одговара тоа. Европската унија во делот на развој. У кој круг сака да сме влезени, тоа нас не се исплати. И во таа нормално треба да се преговара. Имате, значи, точки кај земјоделството, сега не сум експерт у тоа, али ние мора да преговараме, мора да заштитиме некој свој... Али јас не можам за тоа да зборувам. Но во принцип тоа нас не одговара и од егоистичен интерес нас не одговара, влез во таму. Нас темите околу тоа, десницата која ги води, превреднување на нова Европа, во овој момент не интересираат, тие би биле многу лоши ако победат, во момент не интересираат. Нас не интересира влезот, бидејќи национално ни одговара, и тука запира нашата точка, не мора да се бидеме многу паметни. Прашање, исто да прашање одговори. Нели ви се чини дека помалце ги подценува новите сили во Европа, зелените и либералите, кои стануваат реална сила, а ние ги напуштаме и немаме, да речем, линковски, вртски, партиски, поединечни, елитни и така натаму. Тие се генерално за проширувањето, значи нас не одговара. Тешко се поврзуваат со нас, ти знаете кај нас Лиле Поповска зелените, таа е врска со националистичките партии, која Даниел Бел фондацијата доаѓа да ме праша у кабинет. Кои се зелените наши? Не можете му објасните дека со националистичка партија се у коалиција зелените. Не е возможно. Така е. Кај нас и у Грција зелените се со десните партии у коалиција и никој не може да го објасни зашто се зелени уопште. Ама, тоа е во таа смисла врската со нашата партија, тешко дека ќе се формира, и се формирава со левицата. Во принцип, они се за проширувањето. Добро. И тоа за нас не одговара. Ајде, Ѓурчев, за прашањето на тоа Европа, концентрични кругови и така натаму. Само еден одговор на ова што го кажа Фрчковски. Гледайте, таа зелена партија нив им возможи да имаат мнозинство, да изгласаат еден куп закони, а гледате како СДСМ ги третира своите коалициони партнери. Зелените, Дом, која што е респектабилна политичка партија, Либерално-демократската партија, која што не излезе со претседателски кандидат, која што има тројца пратеници, која што 10 години, како што самите тие кажа, беше со нив рамо до рамо. Самото тоа говори, тоа го слушаме низ ходниците. Знаете како тие коалициони партнери веројатно со ВМРО можеше да се договори, имаше проекти, имавме што да кажеме, имавме што да се пофалиме пред луѓето и пред народот, сега немаме што да кажеме. Кога заврши овој голем процес, а гледаме дека завршува овој голем процес за кој што Зоран Заев дојде на власт, едноставно се исцрпуваат причините за тој лепак. Така што јас очекувам постепено уситнување на овој политички омнибус кој што го има СДСМ и тоа е добро. Очекувам пад на рейтингот на СДСМ и кај албанците, и кај неопределените, и кај независните луѓе, затоа што едноставно не го добија она што го очекува од оваа влада и гарнитура. Би му се заблагодарил
многу на гледачот за коректност во прашањето. Да, ние сме можеби соперници, можеби имаме различни мислења, но не сме непријатели. Во Македонија не треба да имаме политички канибализам. Да, можеме да имаме несогласувања, реплика, кажување и така натаму, но не треба да преидеме во лични навреди и му благодарам за коректноста. Би ми одговорил на прашањето. Ги повторувам овие работи, затоа што сум должен СДСМ да го подсетувам на нивната програма, затоа што тие сакаат да заборават програмата. Ако ветиле тие рестартирање на Југохром, а Зоран Заев вети недела дена пред изборите рестартирање на Југохром од Јагуновце и кажа тоа ќе биде во март или април 2018 пред 14 месеци, па вели уште 5 месеци, па уште 5 месеци јабер нема. И кога тој народ од таму се иселува, тоа мене ме допира. Мене ме допира кога ќе видам бројка сумарна за 2018 година од најмалку родени бебиња во Македонија 21.333. Откако има статистика во Македонија 70 години наназад, многу важно, 70 години наназад, кога државата ни се тенчи, ни се губи, исчезнува Македонија, буквално од сите етникуми, од сите луѓе, од сите краеви. Тогаш тоа ме допира. Мене ме допира кога ќе чујам дека во еден куп градски средини, не само селски, во градски средини не може да се спојат 4 паралелки да се направи школото да функционира. Значи, да не полемизирам само со вас, но чекайте да кажам. Апропо на наталитетот. Да. Тој сега паѓа, точно е тоа. 1,3 историски паѓа. Чекайте, природниот наталитет е 1,3 помал односно природниот прираст. Сега јас вас прашувам. Тоа е сега резултат на популационата политика на Груевски кој ги финансираше 2, 3, 4 деца. Зошто не дојде до бум, беби бум во Македонија? Ако имаме таква социјална и популационна експанзија. Дали имам една минута за одговор без прекинување? Во периодот од 2006 година до 2016 година Македонија беше единствената земја во Јужна Европа која што имаше раст во бројот на родени. Во исто време, Португалија имаше пат од 21%, Шпанија падна на под 400.000 родени, Италија падна под 500.000 родени, Романија падна во бројот на родените, падна Србија, Грција падна на 87.000 и така натаму и така натаму. Сите земји, од Португал, преку Шпанија, Италија до Балканските зима пад во бројот на родените. Македонија имаше раст од 22.488 во време на Бучковски на 23.002. Тоа е зголемување од 2,8%. Македонија беше единствената земја во која што имавме раст во бројот на новородени бебиња. Првенствено заради третородените деца се зголеми за 40% од 2667 на 3900 и нешто. Значи, зборам за 2008 со 2014 година како референтни години. Значи, оставивме повеќе од 23.000 родени деца. Сега знаете на колку паднавме? 27.333. Најмалку во историјата од како има статистика во Македонија. Сега внимавајте, Чомовски, најважниот дел. Од најслабата демографска година 2018 година, најслабата од како има историја во Македонија и статистика. Ние во првиот квартал на оваа година, од најслабата година, паѓаме не 1%, не 2%, не 5%, не 10%, 13%. На Македонија буквално и се случува екзодус. Ако имало порано 2 автобуси во Гостивар кои што се заминуваат за Германија, сега има 5 автобуси. Ако од Источна Македонија заминувал 1 автобус, сега заминуваат 10 автобуси. Значи, знаете што? Значи, Чомовски, на Македонија се случува екзодус и ние тука можеме да тераме секакви политики, дебати, министерства, влади. Ако останеме држава без народ, што е поентата? Тоа е многу важно прашање. Имате уште 3-4 минути за последните двајца да постават прашање и би требало да завршуваме. Фрчковски, Гочев, ви се ваши соговорници. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав Чомовски и поздрав до гостите. Ја пратам политика, па може би од 90-та година, нарочито сега овие последни 3-4 години. Гледајќи ја политиката што прави нашата влада, што го направи договорот со Грција,
Па ја мислам дека баба ми со 80 години со Алцхаймер ќе направеше подобар договор. Или да ставиме некој Грк по Министерство за надворешни работи, до сега ќе беме предени во Европска унија. Едно прашање до двајцата гости, како ќе преживееме ние во наредните 15 години, дека влеземе во таа мерат на Европска унија, кога за 2 години потрошивме 10 милиарди кредити, не се знае кај се парите. И Груевски може би крадеше, ама вакво нешто не сме виделе од 90 година. Поздрав за емисијата. Добро, фала и многу, но заради коректност, 10 милиарди се 2 годишни буџети и не верувам дека сите се украдени, но тоа е сега наратив кој е илустрација за Заев и за криминалот кој е вгнезден дури и во неговите гарнитури. Како ќе преживееме, Крчковски? Ќе не биде ли што би рекле старите? Не, Ќе не биде, ами исчезнуваме, се тенчиме, не нема. На тоа прашање на вистина треба да престанеме да разговараме, дал ќе не биде, сега дека ќе не биде, и ќе не биде и како земја во НАТО, и како земја која преговара во Европска унија. Јас се надевам дека ќе биде земја во која има правда, например во која нема да има расизам од типот на исфрлање на оној фудбалерот од кафана Прилеп затоа што зборувам на албански. Фудбалски репрезентативец кој брани боите на Македонија. Таков скандал Тоа нема да се го доживуваме. Апсолутно за осуда. Потоа ќе видиме веројатно се фала Богу заврши овој законов за абортус, ќе имаме нормален закон за антидискриминација, нормален закон за абортус кој се бави со правата на жената и правата на луѓето. Тој тип на правда ме интересира, да ме пристојна држава. И во таа смисла имам впечаток дека сме на прав пат и дека оваа влада, моје мислење дека ќе стера уште еден мандат, 2 мандата се отпрлike таа. Па не, ја моје мислење сега, може да. Не, гуват избори. Океј, добро, да. И во таа смисла ќе има можност да ги собере тие пари кои почнуваат полека да доаѓаат во државата од овие предпристапни фондови на ЕУ. Мораме да видиме малку пари во државата, инаку малку се осушивме од таа приказна. Ја мислам дека тој период ќе го живееме сега. Они ќе видат опозиција, ама добро, мислам дека ќе капне нешто и за нив, нема да биде толку сурово како што они беа кон тогашната опозиција. Да, дали се шегувате или правите? Не, јас стварно мислам дека ќе биде попристојна работа, дека опозицијата може да преживее. Не се сомневам за нив, они се најбогатата партија во Европа во релативни услови, они имаат пари, али во нормални услови позицијата и опозицијата мора да можат да преживеат без да бидат тотални губитници во нормални демократски услови. Ваља такви ќе избориме сега после ова. Мислам дека таква една благодарност за Заев треба да писмено да напишат. Ќе земат 4,5 милиони. Да гледат, значи има правда. Има правда тука. Ќе не биде. Инаку, не прашува само граѓани. Аз шетам по Кеј и по Партизанска и сега, прво што ќе ме запре, ќе не биде ли? Шумовски, знаете како? Ајде. Кажете ми, за да им кажам, не за друго. Живеам за тоа да не биде. Знаете како, сите сакаме да не биде, се надеваме да не биде. Ама, кога огледам овој екзодус од Македонија, цели региони буквално не се празнат. Човек се става голем прашалник. Едноставно не знае човек што да каже. А не можеме да имаме добра економија. Луѓето не бегаат заради економијата. А не можеме да имаме добра економија кога главен под наводници предприемач во државата е кругот околу премиерот. Кога семејството на премиерот, не знам веќе дали има бизнис во кој што не се вклучени во државата. Добро, значи, не, само ова исто сакав да го кажам. Знаете како? Јас би сакал некои работи да беа поинакви во СДСМ. Знаете, овие работи кои што овој СДСМ на Зоран Заев ги прави, СДСМ на Киро Глигоров никогаш немаше да ги направи. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, јас ви постакувам на сите. Благодарам. Па би ви поставил на вакво прашање. Баш онака како што е тука дилеми посредбата Меркел-Заев. Да. Дали ние во нашава држава сметаме дека
германските, француските, англиските така големи сили, толку едноставно ќе се занимаваат со нас, јас сакам да се омаловажиме, но нивните институции, таа Европска Унија, што ја сочинуваат толку и толку земји, во која што сакаме да бидеме и ние, ги сметам за сериозни политичари на Ѓорчев и на Фрчковски, да одговорат најсериозно дали понекогаш вниманието го заслужуваме, да сие се состануваат силно и да донесат толку силни одлуки, да нашава држава постане естептата членка во Европската Унија и таму. Значи, дали тие холанџани и други, да ги не набројувам сега, ќе посветат доволно внимание да нашата Македонија влезе во таа Европска Унија. Конкретно околу дилемата што беше денес Меркел-Заев, најконкретно да го објаснат тоа. Благодарам, од Дарслајса го поздравуваме. Фала ви многу. Па ја мислам дека ние имаме среќа всушност. И како народ кој е релативно мал, да има држава, што многу поголеми народи немале таква среќа. И второ, дека сме во некаков фокус на интерес, едно клучно место на Балканот, и сме практично некаков фокус кој не знам дали гледачот мисли дали го заслужуваме тој фокус, но ние имаме среќа да го имаме. Ние имавме и при конфликтот интерес, иначе може да бе баталат, ке речат. Тепајте се до кај изгинете, што сакате правите. Имавме фокус да имаме најголема и најсилна медијацијска група, тоа е Европска Унија и САД заедно. Тие после тоа беа само... Значи, ние имаме среќа да бидеме во тој фокус. И сегашниот интерес на малата Македонија е далеку потежок од незината релативна економска и воена тежина како земја. Ние имаме среќа за тоа. Ние некој пат не веруваме дека таа среќа ни припаѓа и како да сме, што мора да има нешто зад ова, нешто конспирација. Не веруваме дека нашите стратешки пријатели се американците релативно цврсто до нас. Цврсто до нас од 92-ра визави србите, па се навака, знаете, тоа е сериозна операција. Ние треба таа игра да играме по правила. Она што се случи во периодот на Груевски беше надвор од тие правила кои секогаш сме ги играле. И затоа ги изгубивме, затоа паднавме на колена тој меѓународен. Не се вратиме надвор и во таа смисла ние сме мала земја која има значајна улога, повеќе од незината економска и воена тежина далеку поголема. Треба да ја одиграме до крај. Ке станеме членка на Европската Унија и понатака влез во Европска Унија за мал народ како нас и реализација на Гоцевата дилема. Што значи за нас чом? Тоа е како културен надпревар меѓу народите. Којето е културен надпревар меѓу народите сега. 1,5 милиони македонци со 6 милиона албанци, 10 милиони срби, 8 милиона бугари, 10 милиона грци ке се културно надпреваруваат. Државата полека ги дига протекционистичките механизми, мора да се отвори према Европската Унија и сега ние треба да се такмичиме по рецептот на Гоце. Сега ние треба да бидеме спремни за тоа такмичење. Ние мора да имаме елитно образование и да бидеме практично евреи на Балканот. Да бидеме подобри од другите, за да бидеме еднакво видливи. Пошто сме мал народ. Кај нас и природно е стравот дека тоа отварање ќе донесе голема конкуренција, но мислам дека треба да се отвориме и да се соочиме. Не да се затвараме, бидејќи тој губитничка варијанта не може да не спаси затварањето нас. Ние нужно се отвараме. Ние треба да се подготвиме за тоа отварање. Ние треба да бидеме подобри од другите, за да бидеме еднакво видливи. Затоа што сме 1,5 милиони. При наши компаниите ќе отвараат во Скопје конкурси на кои ќе конкурираат слободно. Видите, во делот на влезот во Европска Унија има еден член ваков. Пишува: граѓанин на Европска Унија може да биде кандидат на местото на Ѓорѓев. Значи, албанец од Албанија може да биде кандидат за градоначелник на Тетово. Член на Европската Унија може да биде градоначелник кај нас. Тоа е отварањето за нас. Или Косово, ако е член на Европска Унија, Косовар може да биде, добро, сега не би ја жалел ја сегашната градоначелка на Тетово, ама може да биде градоначелник, не смета го забраните. Може да би се кандидира дома. Тоа е отварањето. И сам мал народ како на тоа реагира. У паника вика чекува отварање, добро ли е уопште за нас? Али треба да се подготвиме во смисла на елитни образование, елитно здравство, за да можеме да бидеме, да се мериме со поголеми групи народи. Ето, тоа е предизвикот на сите влади во Македонија. Добро, Ѓорче, да завршиме. Повелете. Видите, ние имаме министар за образование, на кој што мислам дека не му го знаеме името. Ние имаме здравство во кое што секој ден се случува фиаско. Ние имаме епидемија на морбили со 3000 заболени,
Америка со 320 милиони жители прогласува епидемија, доаѓаат луѓе во скафандери, во световна заштита со речиси 1000 заболени. Кај нас имаме епидемија на морбили со 3000 заболени. Добро, морам да ви признам дека и вие како опозиција, па и ние како медиуми, му се расплакавме мајка на Филипче затоа што го прогласи обврзително вакцинирањето. Видете, и не Филипче верувавме дека од 13 може да стигне до 3000. Филипче прогласи епидемија. Да. Крај на декември, почеток на јануари. И добро ше Здравствениот персонал не беше вакциниран до средина на април, дојде мај месец. Тоа не е неспособност, тоа е дебакл. Никогаш не било полошо во здравството, никогаш. Значи, внимавајте, ние имаме ситуација каде што во Струга 2 месеци гори депонија, никој не ја гаси. Минатата година пола Македонија изгоре од пожари, илјадници хектари, никому ништо. Во Скопје едно-две дрва ќе се исечеа, луѓето се врзуваа за тие дрва. Планини не изгореа, никому ништо. Значи, ние имаме отсуство на елементарно менаџирање на работите. Заев не е прибран во Македонија. Министрите не ги знаеме, еве кажете ми било кој од нас, како се викаат министрите за странски инвестиции? Наградно прашање, знае ли некој како не се викаат министрите за странски инвестиции? Четворица, како се викаат Чомски? Ама ајде, не ги знаете. Од Шапорич до Апостолска. Не ги знаете. Аха, добро. Значи не е баш така дека не ги знам. Внимателно сте ги. Не, ама нема жив човек. Ја мислам дека вие не ги знаете вашите луѓе задолжени за странски инвестиции. Значи знаете како? Жив човек не ги знае во Македонија. А не да ги знае некој во BMW, во Volkswagen или било каде. Мизо во Охрид работи, има стотици вработувања таму. Сама каде? Не знам сама каде, Самак донесе значајни фабрики во Македонија. Значи, Чомовски, Самак го донесе Ван Хол. Македонија во време на 90-тите со нивните политики дојде до тоа да не може да произведува чаши или отварачи, или пенкала Македонија не произведуваше. Македонија сега произведува автобуси. Ја мислам дека ги обвините овие за уништувањето на 11 октомври, ние правевме автобуси пред Ван Хол. Па ја уништивме 11 октомври. Тоа е македонската приказна на СДС. Па кој го уништи 11 октомври во Керамбидница? Нив таму Тито Петковски одеше, говорим, држеше 90-тите години. Значи, Чомовски, само да резимирам. Значи, знаете како? Состојбите во Македонија се тешки. Сакаме и работиме оваа држава да успее, но едноставно со оваа најнекомпетентна гарнитура за водење на работите во Македонија изминативе 70 години, едноставно не можеме да одиме напред. Ако ја можам да разберам, на прчко го отфикаривте, нема пржинска влада, нели? И ќе одите на победа. Додека не... Па не, ама не сигурно ќе имаме, не сериозно, победа ќе имаме. Разликата треба да биде доволно голема, Сами да формирате влада. Не, ќе коалицираме, но разликата треба да биде доволно голема за да во било која варијанта со нивните византиски политики и со нивните понтонски мостови повторно на штета на Македонија не се формира влада со Зоран Заев. Гледачи, ако останеме, треба да прогласам изборна кампања. Тоа беа професорот Љубомир Фрчковски и пратеникот Владко Ѓорчев. Ви благодарам што бевте активни. Се надевам дека на оваа тема уште ќе има дебата, дотолку повеќе што Саша Ордановски, како повиче прво понеделникот, ги анализира тековните случувања, а нема потековна од одлуките во недела во Охрид на Централниот одбор и решението што премиерот и лидерот Заев треба да ги соопшти. Таму ќе биде и нашата екипа. Следете на Иво недела во понеделник и така натаму. Пријатна вечер.